Господин Петровски, благодарам за ова интервју за Канал 5. Може ли да ни кажете зошто се одлучивте за бојкот на референдумот, а не да повикате да се гласа против? Вака личи како да немате доволно самодоверба дека може да извадите повеќе гласачи на референдумот од тие што се за. Ова е комплексно и мощно интересно прашање. Референдумот мора да се бојкотира од проста причина што не смее да има цензус. Не се работи за доверба, се работи за една структура, конгломерат која што ја створи ЗАЕВ по принципите на антимакедонизам и затоа ја има целата своја партиска инфраструктура, но ги има сите гласови на албанците зад себе и гласовите на уште неколку малцинства. Некои идеолошки, некои клиенталистички. Така што е невозможно тие некои 600-700 илјади кои што он ќе ги собере да ги поразиш од другата страна со гласање не, затоа што ќе треба да излезат 1,5 милион, па на кај 1,6 милиони гласови, гласачи, што никогаш не се случило во Македонија досега. Тоа е првата причина. И помалку битна. Повеќе битната причина е што референдумот е нелогичен, антиуставен, незаконски, нејасен и не предвидува ништо добро за Македонија. Значи, не верувате дека има доволно луѓе во Македонија што се за зачување на уставното име за вашата кауза? Напротив, има многу повеќе кои што се за бојкотирање и тие ќе бидат повеќе од овие што ќе бидат за. Но ако бидат на кутиите и гласаат против, ќе му дадат цензус на ЗАЕВ и тогаш може да прави манипулации со кутии. Добро, ќе му дадат цензус, но ако бидат повеќе против, ЗАЕВ најави дека ќе си поднесе оставка. На таков начин не им ќе падне договорот, ќе падне. ЗАЕВ најави дека ќе даде оставка ако ги загуби изборите во декември 2016, парламентарните ги загуби, па не даде оставка. Јас на ЗАЕВ не му верувам. Мислам дека е тоа мамка, јадица, да го вовлече во игра Мицковски и ДПМН, за да му дадат цензус на референдумот, затоа што знаат дека народот нема да излезе на овој референдум. Добро, ма референдумот е консултативен и да нема цензус, вака оставате простор. Владата најави дека потоа ако нема цензус, институциите ќе продолжат да го реализираат договорот. Консултативен е затоа што знаат дека нема да има цензус ако не го местат, а нека помине 30 септември, нека пропадне референдум, па ќе видиме дали ќе смеат на први да влезат во собрание на Република Македонија. Затоа што народот има легитимно право да ги разласти и од собрание. Така што имавме еден таков случај со 27 април, па видовме како заврши, мислам. Да, заврши со прогон на македонските патриоти кои што беа наместени и се гонат за тероризам, а такво нешто немаше. Имаше инволвирани структури. Имаше наследство во собранието. Имаше наследство, меѓутоа тоа беше предизвикано од обидот за државен удар и да ве потсетам, Талјат Џафери не е избран со 61 глас. Така што се што е донесено од неговиот избор навака е исто така нелегитимно. Значи, многу работи се спорни. Во Македонија најдобро би било да нема референдума, да има предвремени парламентарни избори, да видиме народот на кога ќе му ја даде довербата. Ајде да разчистиме на работа, господин Петровски. Зошто сте вие против договорот со Грција? Вие сте против било каков компромис со Грција или мислите дека ова решение не е доволно добро и можеше подобро? Јас мислам дека Македонија не треба да го смени уставното име. Ние треба да го сочуваме уставното име Република Македонија. Грција може да не вика како што сака, меѓутоа ние имаме признаено име од страна на 140 држави во светот како Република Македонија. Добре, зошто тоа би го враќале назад? Договорот се постигнува поради поканата за НАТО и најавените преговори за членство со ЕУ. Знаеме дека според зимето 10 години, ако не и повеќе, е главна пречка за интеграциите на земјава. 27 години. Можеме без ЕУ и НАТО да продолжиме како држава да се развиваме и на демократски план и на економски? Апсолутно дека можеме. Македонија прво треба да биде воено неутрална држава. Ние немаме никаква корист од членување во организација каде што може да гинат нашите луѓе. Немаме нити многу оружје кое што може да биде искористено како офанзивно и за закана за околните држави. Мислам дека треба да се отвори една реална и нова дебата што мисли нашето граѓанство за членство во една воена организација. Или, ако сакате мнозинството граѓани се за членство во ЕУ НАТО, бидејќи се смета дека носи безбедност, сигурност, Ниедна од тие анкети не е вистинита. Во Македонија се лиферуваат лажни анкети.
Во Македонија воопшто не се прашува македонскиот народ што мисли. Одредено е како стратешки интерес на земјава од сите релевантни политички партии, уште од независноста на државата. Без разлика може да се сменат стратешките интереси. Кога беше одредено дека треба да се зачлениме во НАТО, Европа беше сосема поинаква, светот беше сосема поинаков. Сега нема потреба да се членува таква организација. После самитот на Трамп и Путин и геостратешки состојбите во светот многу се променети. Околу геостратегиската поставеност и ова дали ќе се одредиме за НАТО и за Русија, може би е помалку важно прашање. Она што веројатно повеќе треба да не загрижува е најавите од некои интелектуалци дека доколку сега го пропуштиме овој воз за ЕУ и НАТО, можно е да ни се појави повторно натрешна дестабилизација. Што доколку да речеме за 2 години албанците решат да формираат некаква заедница на општини слично како на Косово. Дали вие ќе понесете одговорност за евентуалната таква разрешница на ситуација? Закана за голема Албанија или Македонија во НАТО како северно македонци или голема Албанија. Тоа прашање треба да го поставите на тие што се закануваат. А јас можам да ви кажам дека овдека очигледно на Балканот некој ги користи албанците како алатка за дестабилизација или за доминација врз неколку држави. Имено во голема албанската стратегија, издадена во 1998 година од Албанската академија на науки, стои дека сите албанци треба да живеат во една држава. Тоа се албанците од Црна Гора, од Косово, Прешево, Медвеѓа и Бојановац, Македонија, но и Грција. Тие не велат голема Албанија, велат да сме во ЕУ и НАТО. Скратена голема Албанија. Ако вика Македонија нема намера да биде членка на ЕУ и НАТО, веројатно ќе се отвори прашањето дали треба да продолжиме заедно, така тие интелектуалци го толкуваат. Што доколку се случи или треба да ги слушаме албанците од Македонија и нивните интереси, или ќе се подели Македонија, така? Па тие се граѓани исто на нова држава, треба да се внимава и Да, нивните интереси. но се 15%. А ние сме доминантен народ и во Асном 1944 година оваа држава е поставена како држава на македонскиот народ. Сите што сакаат да живеат во оваа држава на македонскиот народ и да ги уживаат истите права како македонците, би требало да живеат рамноправно. Но тие што сакаат да отцепуваат територии од Македонија, па макар и за голема Албанија под закрила на НАТО, треба да бидат третирани како терористи, а не како рамноправни граѓани. И вашата матична партија ВМРО ДПМН, исто како и демократската фракција, чиј член сте вие, е против договорот со Грција, но за разлика од вас, партијата се уште официјално нема став како ќе се постави во однос на референдумот, го најавуваат за 10 септември. Како гледате на овие изјави од Мицковски? Тоа што тактизира Мицковски е негов проблем. Најголем дел од членството на ВМРО ДПМН ќе бойкотира, затоа што ја сваќа замката, ја разбира играта, ја разбира можноста за местење на референдумот и од истиот ќе останат настрана. Се разбира луѓе блиски по клиенталистичка линија на Мицковски ќе постапуваат веројатно на поинаков начин, но тоа е нивно право. Господин Петровски, важите за жесток критичар на новото раководство на ВМРО ДПМН уште од самиот конгрес на кој беше избран, но последните анкети покажуваат дека Мицковски се приближува до рейтингот на СДСМ, односно има раст. Дали допуштате дека можеби погрешивте? Не. Воопшто не погрешив, анкетите се штелувани, го зајачуваат по нарачка Мицковски за да се охрабри да го подржи референдумот. Не кажуваат колку луѓе се против Мицковски и Заев. 3-1 е. Значи од 4 луѓе, еден треба да го поделите по пола со подршка за нив двајца, тројца не се за нив двајца. Ако ме сваќате што сакам да кажам, значи имаат по една осмина, секој осми македонец поддржува или Заев или Мицковски, 6 македонци не ги поддржуваат ни двајцата. Они се во иста каша. Они ја играат истата игранка и они не можат еден без друг. И нормално е дека ќе го јачаат. А за Конгресот, уште еднаш ви кажувам, беше наместен, не е легитимен, не постои легитимен податок за тој Конгрес, колку делегати присуствувале, кои не присуствувале. Ниеден документ не беше обзнанет јавно. Ако сме демократска партија, треба све да биде на увид, зошто да се крие. Да видиме колку делегати беа присутни и ако сакате после се да ве прашам, зошто на ливчето немаше можност за не?
Туку за Мицковски имаше опција само за. Дали имате се уште амбиции да бидете лидер на партијата? Не ме интересира да бидам лидер на ВМРО-ДПМН, не во ваква состојба во каква што е, со учесник во најголемото уништување на македонскиот народ во поновата историја. Мене ме интересира да се спаси Македонија, да опстои македонскиот народ и најсетне ќе биде Божја волја. Ви благодарам многу за овој интервју за Канал 5.